Здраво и добродојдовте во новата епизода од Wellcast with Јосиф, овозможена и помогната од Феникс домови за стари лица. Денешната тема ќе биде многу интересна, бидејќи секој од нас е некако инволвиран во таа тема, а тоа е, знаете, секој од нас е во галама некакво од информации пласирани од медиуми, од луѓе, секој од нас е во секојдневни испреплетени односи на домашни, работа, пријатели и така натаму. И не можеше да имаме подобар гостин, а тоа е Лазар Ѓуров од Институтот за индивидуален и организацијски развој, човек кој што позади себе има плејада на титули од формално образование, од неформално образование, почнувајќи од воена академија до економски факултет, електрофакултет, човек кој што се има едуцирано доста и за јога, и како сплет од сите тие науки и негови искуства и работни и едукативни, има изградено личен продукт и став по овие теми кои што на многумина од вас ќе ви помогне. Секојдневно помага на многу луѓе. Работи коучинг, работи консултантство со компании, со индивидуалци, со системи и со комплексни структури на односи. И затоа во контекст на тоа денеска ќе позборуваме за како да си го зачуваме и менталното и емотивното здравје и како да најдеме одреден баланс во таа секојдневна галама на информации, да избегнуваме токсична атмосфера и да се справуваме. Така да ќе уживате, нас ни фалеше време за да доснимиме и тоа е доволен показател дека имаше многу што да разговараме и има многу добри поенти денешниот гостин, така да уживајте. Подкастот може да го следите на YouTube, можете на Apple Podcast, на Google Podcast и на Spotify. Лазар, добре дојде и фала ти уште еднаш на поканата и на едноставноста за поканата, пошто се договоривме многу едноставно. Ти пишав на LinkedIn, рече нема проблем, договоривме датум и фала ти за тоа и браво за едноставноста и начинот на комуникација кој што го имаш, за кој што денеска ќе си зборуваме многу. Фала ти на тебе на покана, на можност да му обетиме. Супер. За оние кои што прв пат го среќавате Лазар и кои што можеби не го следите, LinkedIn, Facebook се мрежите на кои што најмногу е активен. И денеска дел од нашата комуникација ќе биде и ќе опфатиме и неизбежни ќе бидат и социјалните мрежи, затоа што таков ни е контекстот на темата. И Лазар, еве ние искомунициравме на LinkedIn, на една од социјалните мрежи и денеска практично и да не постои човек кој што не е активен на социјалните мрежи. И мојата филозофија е дека се супер, знаеш, затоа што и технологијата и медиумите не може да ги оквалификуваме, барам јас така размислувам, на добри или лоши, дека ова е лошо или добро, туку е доброто или лошото го прави како ти ги користиш и дали те користат или ги користиш. И во контекст на тоа, знаеш, како луѓето денеска емотивно и ментално и се развиваме и можеби се кочиме, голема улога имаат и токму тие медиуми и како никогаш до сега, реално луѓето консумираме информации, консумираме туги животи и туги објави и гледаме како, знаеш, често знаеме да западнеме у спирала на споредување и на етикетирање на самите себе си како неуспешни или како помалку успешни или како непродуктивни. И еве првото нешто со кое што денеска би сакал да го почнеме се твоите совети, насоки и размислувања за како таа целокупна галама која што денеска имаме и од медиуми, оние нели традиционални, од социјални мрежи, од пријатели, да не ни создава чувство на неуспех, на непродуктивност, на немање вредност. Живееме у чудна ера во која што работите се нови. Нови се, баш како што кажа, медиумите, вклученоста, постојаната достапност, постојаната можност да видиш што случува во животот на другиот. Плюс
тие алатки во голема мера се во рацете на маркетинг агенции кои што тоа го користат за да успеат да ги привлечат луѓето таму и да ги држат внатре. Нели, не треба многу да се истражува да се знае дека тие што ги работат платформите имаат големи тимови кои што успеваат да најдат кои се слабостите кои што на луѓето им се или како функционира човечката психологија за да луѓето ги држам тука, да сакат да постираат и така натаму. Така да сме свесни како викаат, ако не ти е јасно кога нешто е без пари, ако не ти е јасно што е продуктот си ти. Така да некој таму се обидува да те држи да бидеш присутен и во исто време како што и сам кажа, тоа е добро и лошо. Добро е зашто имаш можност да комуницираш, но треба да се пази дозирањето и свесноста дека тоа е направено да те усиса, е направено да си присутен, да си зависен од лајкови, да си зависен од споредување и така натаму. Така да главниот момент е дозата. До душа се е така. Чаша вино е убаво да испиеш, ама ако испиеш 2 бочви вино, не можеш да стане са бајле. Така да моментот на свесноста дека таму има замка, сега можат луѓето и да најдат по Netflix излегува разни документарци кои што зборуваат за тоа кои тимови у позадина работат и да припазат на моментот на колку всушност се појавува зависност. Бидејќи на физиолошко ниво се работи. Ако ти добиеш лајк, тебе ти се појавува одреден хормон кој што те прави зависен и ти се врзува за тоа таму. Дополнително на оваа приказна ти го спомна моментот на успех. Во моментот во светот се прави хипноза за тоа што е успех. Мора да си успешен, мора да си успешен. Успех да постигнеш. Гледај он каков живот има. Другари, тоа што се постира таму не е вистина. Затоа што ние кога постираме слики на Facebook, не ги постираме сите слики. На 90% од ние сме грди, ја постираме едната на која што сме најубави, ставаме и филтер и тоа изгледа као вау. Не, artificial е. И ги објавуваме параметрите од може би така не од целата слика на еве ако се работи за не знам успех, најчесто е поврзан со пари, прошетани дестинации, материјални добра и така натаму, ама тоа е само се дел од параметрите кои што го сочинуваат, нели, успехот и веројатно и тие се бираат како што ќе објавам, исто како што нели сликите како што кажа, не сите ќе ги објавам. Имаше една интересна објава баш на LinkedIn, ја видов, вика, ако порано беше објавата положи за кола, сега има после 3 обиди, благодарение на ова, многу поминати километри по Скопск. Океј, уреду е, си положил за кола. Возачка добра. Да. Као, има некој момент на глорификација и на успехот сам по себе. Интересно е, пошто работам коучинг и работам со различни профили на луѓе, интересно ми е што луѓето што на вистина имаат сериозни позиции, сериозни успеси, големи компании, многу малку објавуваат. Значи, објавува на крајот на годината што постигнале со фирмата. Нема тенденција на континуирано видиме колку добро правам, видиме колку сум успешен. И да сме свесни на таа замка. И сега работата е што е успех и како го дефинираме. Тука има многу моменти кај што луѓето идентификуваат успех со среќа. Ако сум успешен, ќе сум среќен, па затоа морам да бидам цело време. И тука влегува индустријата кој што ги меле луѓето и ги претвара во зависници од продукти, зависници од убави искуства, зависници од... И веќе влегуваме во вртлогот. А како еве ти го менаџираш? Се менаџираш да не влезеш во тој вртлог, затоа што си активен на социјални мрежи, не само како придонесувач и како човек кој што објавува, содржините, знаеш, од друга страна се одлични и дај Боже да се навлечени луѓето на тие содржини, но не е така. Но еве како ти успеваш да не отидеш во таква некоја спирала на споредби, на преиспитување на себе си поради тук живот, односно делови и фрагменти од живот и од одреден моментален успех. Симбиотика е институт во кој што јас работам. Ние имаме едно мото тамо кој што е моје животно мото. Само со развој до успех и среќа. Сега овој развој подоцна ќе го обработиме. Прво, успех и среќа е таргетот, не само успех. Значи, ако се фокусираш само на успех, ти фали вториот параметар, среќа. Сум сетирал дека јас сакам да бидам и успешен и среќен. Бидејќи за успех треба работа.
Работа, посветеност, тоа го правиш, ги постигнуваш таргетите што си ги постигнали деците. Меѓутоа, ако јас внатрешно забележувам додека тоа го правам, дека јас не сум среќен, не сум спокоен, не сум исполнет, не сум задоволен, ми нема смисла тоа што го правам, тоа ми е чекпоинт дека стој. Има дисбаланс. Успех има, ама нема среќа, треба да најдам начин како да се сетирам. Значи, првата чеклиста ми е дали и двете се. Ако едното превагнува, застанува. И правам некакво сетирање. Вториот дел, среќата зависи од поставеност. Значи, поставеноста кон денот. Проблемот е што ние фокусирани кон успехот. Јас сум имал прилика, работејќи на себе, да работам и јога, и медитација, и други техники кои што ми помогнале да откријам како се доаѓа до среќата, иако не секојаш сум во тоа сетиран, за среќа ти треба да си сега и тука. А проблемот со успехот е ти вика, ама не сум стигнал, чекај, каснам, побрзо, повеќе. И ако некако се дисбалансираш од сега и тука, не си го видиш партнерот, партнерката, денот, тоа дека си жив, дека имаш можности, дека денеска, не се работи се, ама направи доста работи. Го правиш подкастот, убаво е. Живееме, ете. И не му се израдуваш на тоа, ја губиш среќата. Така да постои баланс, ама и двете треба да се научат. Проблемот е што ние денеска капитализмот ни вика касниш. Другиот има милиони, ти само 1000 евра. Докај си? Ај сега ти треба да се осеќаш незадоволен и да почнеш да работиш уште повеќе и тука се губи целата приказна. Да, и веројатно убаво се ме потсети дека многу, пошто јас сум се фаќал у замка таква на почетоците на моето барање на кариерата, на како да почнеш и така натаму, се фаќаш па у една друга спирала на константно преиспитување на ајеве ја работам, ама дали ова што го работам ќе ми донесе толку брзо нешто како овој. И сега, ајде да сменам, знаеш, чекај ова, чекај она, а ти не можеш за да направиш било каков успех. Ја го научив тоа дека мора да некое време да го правиш и да бидеш присутен за да почне да се раѓа нешто од таа работа. И тоа го сватив работејќи со луѓе за исхрана, знаеш, за дали е намалување на килограми или постигнување на некаква цел. И во тој аспект гледав практично како луѓето прават нешто слично, а тоа е дека пробувам 3 недели, некоја си исхрана и диета, ама сега некој друг побрзо тоа го направил, изгледа моево не е нешто кој што треба. Ај друга исхрана. И ти кога скокаш од стол на стол практично нема нешто и те носи у фрустрација подоцна. Интересно го фаќаш, програмирани сме да сме споредувани и тоа доаѓа од најрана возраст. Прво родители, едното другото, а друго школа. Сега добро е во образованието воведуваат да нема оценки до некоја возраст. Туку да има описно. Значи ти имаш тројка, он има кец. Не, ти си описно оценето, он е описно на него нешто, зашто споредувањето нас ни прави проблем. И дури имаш момент кај што некој дете што поспоро совладува материјал, ако му ставиш оценка, ќе му ставиш 2. Ама тоа за кратко време може би потемелно ќе совлада материјат и ќе биде 10 за разлика од другото што побрзо. Тој момент на индивидуалност и момент на уживање во патувањето. Знаеш, слабењето е патување. Прво треба да се прифатиш таков кој што си, па после полека да работиш, па има кризи, па падни стани, па одвикнување од едни вкусови, па други вкусови, па сега духот треба да е силен да рече стоп нет. Ама проблемот е што сме сетирани дека постои некаква точка кога ќе ја стигнеш, ќе биде вау. Тогаш ќе биде среќно. А од тогаш, значи, згоден, слаб, многу пари, bullshit. Не, патувањето е. Значи, треба да отидеш до некаде. Ако можеш да патуваш, додека се пакуваш, се радуваш, додека се пакуваш, додека си на аеродром, додека се качуваш, додека леташ. Ако успеш таму да направиш да ти е убаво, ти си го, знаеш како викаат, не треба да брзаш да стигнеш на врвот, треба да научиш да одиш, тогаш врвот ќе дое под тебе. Ама неедноставно. Иако, просто е, јадеш за да ослабнеш или јадеш за да уживаш. Ако јадеш да уживаш, ти веќе си среќен. И само ќе дојде ефектот. Тука е таа некоја замка во која што не става околината.
Да, и сега, знаеш, околината се медиумите, околината домот, околината се пријателите, околината така, ако претходно биле родителите, подоцна партнерот. И у таа замка на споредби, дали, знаеш, еве, мојов живот е подобар или полош од нечи туѓ, и во таа мешаница на различни односи помеѓу партнер и партнер, помеѓу, нели, дете родител, помеѓу колеги, информациите што ни доаѓаат од страна. Како, знаеш, како таа галама се афектира врз, да речеме, продуктивноста на работа во контекст со партнерот имам така, проаѓаме низ некоја фаза на која што, нели, ние имаме предизвик во односот. И тоа има голема веројатност да се афектира на работа. И обратно, особено и ти си свесен, знам дека тоа работиш со компании у коучингот, дека во фамилиарни бизниси кај што е тотално све измешано, се носи и работата и домот, знаеш, не се познава граница. И како луѓето да станеме како да кажам, по-добри менаџери и да поставиме одредени граници во тоа што е за дома, да е дома, да не се носи на работа, што е за на работа, да е на работа, да не се носи дома, и да можеби извлечеме некаква инспирација и поука, значи да не биде извор можеби одреден проблем на работа или дома, за да ги подобриме меѓучовечките односи, пошто квалитетот на еден живот е у голем дел меѓучовечки односи, пошто ја и партнерот ако сме на проблем, рат на нога, имам проблем у животот. Знаеш, ако на работа со колега некој не можеме да се гледаме и цело време имаме некој сукоп, ти 8 часа практично живееш у некоја атмосфера која што не ја сакаш, која што би сакал да ја промениш. Сега се враќаме на само преку развој до успех и среќа. Имаме проблем дома. Развој. Тоа е предизвик. Океј, и еве развој. Ама, знаеш, од кај почињам? Почињаш од себе рефлексија. Кај ја грешам? Прво почињаш од тоа и успех и среќа ми е таргет. Нема да го трпам ако не е како што треба. Значи, ако ми создава незадоволство, ми создава неубаво ми е, значи тука има нешто што треба да се направи. Дали да ја сменам перспективата или да работам со човекот, он да смени нешто од однесувањето, или ја да сменам кај себе. Прво, ние сме навикнати да ни е цело време комотно. Не може да ни е комотно. Животот е соочување со предизвици. Сега треба да се симнеш надвор, ладно е. Значи треба да се облечеш, треба да препаркираш, треба... Тоа е животот, е действување во кое што се соочува со одредени предизвици. Во предизвиците ти откриваш одредени внатрешни реакции. Не ти се свиѓа, нешто ти пречи кај човекот, дома не оди. И сега работава е како да направам да ми е убаво. Можам да го избегнам човекот и ќе ми е убаво. А за жал има некои односи што не можеш да ги избегнеш, пошто ти е на работа или дома. И тоа е супер, тоа универзумов супер ни го подесува, токму тој човек да е до нас, оти можеш да го избегнеш, а можеш да работиш на релацијата. Релацијата е што значи да работиш. Прво преиспитај се кај ти грешиш, ако грешиш што можеш да смениш. Второ, како можеш да го нормализираш односот и му помогнеш на другиот. У христијанството има една интересна, мислам јас проучувам различни психологии, пристапи, религии и така натаму, викам, има два начини да стигнеш до рајот. Едниот е да се замонашиш, другиот е да влезеш у брак. Вика, и двата се идентично тешки. Што значи тоа? Кога ќе почнеш релација со некого, длабока, нешто реда ради. Излекуваат многу работи и кај другиот и кај тебе. Знаеш, на почетокот сите сме фини, ама после ти се појавува мрза, некои емоции излегуваат на виделина што не се гледале на почетокот, животни ситуации што не предизвикуваат. Сега работата е во тие моменти да најдеме начин како да работиме на себе да останеме постабилни, како да работиме со другиот, да му помогнеме и на него да порасне.
Само ако јас секој ден растам, учам подобро да комуницирам, повеќе да сум смирен, повеќе емпатија да имам за себе, за другиот, да најдам начин како да хендлам конфликти. Тоа е уште една тема, конфликти. Ние сме општество во кое што генерално бегаме од конфликти. А конфликти се дел од животот. А тоа е затоа што така сме као поднебје бегаме или сметаш дека едноставно човечка природа е? Различни културолошки групи различно се однесуваат. Овде на подневјево се избегнува. Нели? Миро куќе, леле, гледај, не се караат, колку сложна фамилија сме. А оние кои ќе видиш, муабет не прават меѓу себе. Пошто ако почнат да прават муабет, ќе си кажуваат разлики. Се моментот, окей да не согласуваме. Окей, треба да научиме како да искомуницираме, за да од тој конфликт најдеме решение што ќе не направи посилни. Ама, за жал, се пренесува, не се карајте, тие што се карат, не се сакаат. Глупости, мислам, нормално е да имаш разлики. Ајде да научиме емоционално да останеме стабилни, да имаме емпатија за себе, за другиот и да најдеме начин како да искомуницираме. И сакам нешто да дополнам од ова што го кажа за дома и на работа. Зошто да го двоиме? Ако тебе ти е неубаво на работа, тоа е добар предизвик кога ќе доеш дома, луѓето дома да ти дадат поддршка. Да збориш дома за тоа како ти е на работа. Сега проблемот е што ние потиснуваме на работа, па дома сме агресивни, наместо да покажеме дека сме ранливи. Можеме да се вратиме дома и да кажеме, другари, мене ми е многу тешко на работа. Може малку 15 минути, 20 минути на саат да сум у соба, а после сакам со партнерката да зборам за тоа. Зашто кај ќе збориш за тоа како ти е? Да. Оти некако го двоиме, знаеш, као дома работа. Да збориш во смисла да споделиш што ти се дешава и што чувствуваш. Не да се жалиш, затоа што знаеш многу често од шаблонот од работа е, знаеш, идеш дома, само си истураш пола саат до саат, можеби не се расправаш ти со партнерот, дека нели со него да влегуваш у конфликт, туку ја проаѓаш пола фирма со пцости и така натаму и знаеш, клучниот момент од позиција на жртва. Да. Од некој што се жали на околностите кои што му прават на него нешто и еве он сега страда. Ама тука е важен момент, дали ти имаш однос кон животот како жртва или како борец, како некој кој што и да му се случува, во тоа гледам можност за раст. Шо и да се случи. Океј, колегата ти е таков. Најди начин да се заштитиш, најди начин да искомуницираш, најди начин да го решиш проблемот. Многу е важно дали имаме позиција на дома, на работа, било каде. Ситуации ќе има. Ги прифаќаш како можност да ги решиш и да пораснеш низ тоа, или да кукулекаш, се жалиш и ги обвинуваш сите други. На крајот на денот не ти е убаво. Пробај да го смениш, ако не, најди си друга работа, човек. Отворен е пазаров. Доста се жалиш, биди храбар. Најди, значи, многу е важно дали јас сум сетиран дека ќе бидам успешен и среќен и ќе учам. Ама добро, и да промениш, тоа не значи дека ќе нема проблематични, знаеш, у големи фирми не може да нема проблематични колеги и односи. Тоа се мислам многу животи се измешани и тоа вајда нема да ти го реши проблемот. Исто како што промена на партнер нема да ти го реши проблемот, па ќе се појават. Да. И секој од нив е прво предизвик да се заштитиш. Ако ти дозволуваш луѓето толку многу длабоко да те допрат, ти прво не си ги знаеш твоите лични граници. Еве и шефот нека те критикува. Ако ти имаш здрава самодоверба, окей, те критикува, гледаш дека има проблем човекот. Гледаш дека он има проблем со својата самодоверба и дека тоа го покажува на тебе. Зошто тебе тоа те допира? Ако ти знаеш кој си, гледаш со кого имаш работа, ти гледаш дека на него му треба помош. Ама ако ти немаш доволно самодоверба, тоа тебе ќе те разнеше и ти стануваш дел од проблемот. Животот е огромна можност за учење. И сите тие проблематични луѓе се тест за тоа колку ние сме зрели да останеме стабилни, да бидеме среќни и да продолжиме во патот на себе развој. И на крајот на денот успех. Успех е кога ти си човек со квалитети, кој што без разлика на ситуациите успева да испорача. Успех е шефот да најдеш начин да направиш квалитетна релација со него. Да бидеш балансот во тимот кога сите се како гладни кучиња. Ти да останеш смирен, да направиш атмосфера. Емотивното здравје е уствари твојата, мислам, сакам да го дознам и твојот
твоето размислување и пристап. Емотивното здравје е да што помалку дозволуваш да ги чувствуваш емоциите, затоа што у смисла, нели, ако нешто ме погоди, одредена комуникација со колега, со пријател, со партнер, емотивното здравје е да останам исконтролиран у таа прилика, да не вратам со количината на нештото што го чувствувам. Емотивно Како го гледаш, ме интересира у твојата... Емотивно здравје врзано со емоционална интелигенција. Емоционална интелигенција 4 аспекти. Забележување на своите емоции, разбирање на своите емоции, контрола на своите емоции, управување на своите емоции. Сите 4. Значи, што е емоционално незрело? Не си ни свесен дека те погодува. Не си ни свесен колку те повредува и љути. Не го забележуваш, не знаеш од кај иде, а се однесуваш реактивно. Или се повлекуваш, или си агресивен, на работа ќутиш, дома викаш, у сообраќај си агресивен, ти го нарушува ритмот на живот, ти менува параметри, притисок, шекер, ама ти не си ни свесен дека тоа тебе ти влијае и тебе ти се случува нешто внатре. Како почнуваш? Забележуваш дека има дисбаланс. И викаш, од каде овој дисбаланс? Па оваа релација или тоа што у моментот јас сум фокусиран успех ме прави внатрешно вознемирен. Океј, знам од каде. Контрола е да не ме бутне во реактивно однесување. Не можеш емоциите да ги изгаснеш, да не ги чувствуваш. Емоциите се тука, работата е дали си у контакт со нив и дали свесно контролираш кај што треба, управуваш кај што треба. Бидејќи емоцијата има една супер изрека, не знам од кога ема, вика емоциите се како бран. Тие може да те поклопат и да се удавиш од нив, голем бран ќе те поклопи, или може да најдеш начин да сурфаш на нив и далеку да стигнеш. Пошто ние сите од емоција ги правиме работите. Сега моментот е да си у контакт со емоциите, да знаеш што ти влијае, да направиш по однос нешто на тоа. Да исконтролираш во моментот ако треба и после да кажеш, да реагираш, да смениш нешто, да побараш од другиот да смени нешто, ама тоа да не биде реактивно. Пошто кога си ти у контакт со себе, можеш да сватиш дека другиот е таков зашто он е несреќен. Зашто него нешто му треба. Зашто он е во дисбаланс. Знаеш, зборуваме сега за нивоа во кој што кога ти ќе пораснеш во односот прво кон себе, после стануваш поемпатичен кон другиот. Кога некој е агресивен, ти не гледаш агресивност, ти гледаш незадоволена потреба, фрустрација заради некаква емоција. Знаеш, интересно е, агресијата е уствари болка, што не е правилно изразена. Прво не повредува, па после сме љути зашто некој не повредува. А тоа па доаѓа од некаква незадоволена потреба, нешто на човекот му се случува. И ако ти можеш да се дигнеш на ниво да не бидеш реактивен, он е агресивен, а ти викаш, шо го тера човеков да е вака агресивен? Без разлика што он кон тебе е агресивен. Веќе ти си на друго ниво. Ти си многу над од тоа да бидеш реактивен. Ја ќе ти тргнам агресивно, ти ќе одреагираш, ама тогаш ние сме на ниво на мајмуни. Ја те напаѓам, ти се браниш. Ти ме напаѓаш, ја викам, чекај, можам да го избалансирам ова. Знаеш како викаат, зрелост е начинот на кој што реагираш на туѓата провокација. Значи практично и емотивното здравје е паралелно некако можеме да го сега јас како го канализирам и го споредувам со физиолошкото и метаболичкото, односно првиот чекор е наблюдување, детекција на параметриве, така, а у овој случај параметрите се емоција. Чекај, зашто ја чувствувам ова, зашто ми е вака, од каде доаѓа и така натаму, па да после е заклучок, па контрола, па нели да стигнеш до одредена. Затоа што види емотивното здравје неминовно, мислам секој од нас у денешни услови, толку многу консумираме информации, сме свесни дека се афектира и на општото здравје. Тоа е голем причинител за многу и метаболички проблеми и здравствени проблеми кои што луѓето ги имаат. И у контекст на ова што го зборуваме у моментов, изложеноста, како што кажавме на почеток, на драматични вести, на токсична средина е многу лесно достапна у денешни услови. Може да те завлече, затоа што драматични вести се некако многу привлечни. И
Еве две прашања би ги срочил во едно, а тоа е зошто ни се толку привлечни драматични вести? Зашто инстантно ни предизвикуваат хормони. Аха. Зашто ако е шок, ако е страф, ако е вау, и тоа внатре, ние имаме еден вграден механизам fight or flight, еден од нив, и постојат и други кои што во ситуација кога нешто е страшно, автоматски реагира и ни создава хормони. Истото и со ако некој ни даде пофалба, ни стисне лайк, нас автоматски организмот ни лачи допамин. Значи, ние сме... И тоа е чувство на задоволство, чувство на препознаеност. Може и затоа луѓето стануваме подраматични у секојдневието, како на Facebook, Instagram да отвориш, а и на Facebook нема, тоест на Instagram нема, Facebook и Twitter, речеме тоа има прилично драма и знаеш, препознаваш како луѓе се караат во статуси, во коментари, има толку многу драма и тоа е како некоја спирала, вајде, привлекува очи, па тие очи после исто додаваат лајкови или коментари, одредени емоджис и тоа нема крај. И се создава една одлична онака лавина од токсична атмосфера која што знаеш ќе настрада и некој кој што уопште не ни го интересира и не ни сакал да се инволвира во тоа, ама знаеш, некогаш ќе ти дојде до очи сакал некал, затоа што Facebook рекол, окей, овде има нешто многу attention, многу внимание и ќе го прикажам. И токсичната атмосфера, ајде, на социјални мрежи можеш да направиш хајд, да не ти покажува постови од овој човек или од таа организација, блок, unfollow, тие се начините, а на работа не постои. Дома не постои. И кој е прво, пошто зборуваме за детекција и за диагноза на работите, кој е најдобриот рецепт и од каде најчесто се појавува токсична атмосфера на работа? Ај поред, уште неколку работи сакам да кажем врзано за емоционалната интелигенција. Супер. Едно емоционалната интелигенција, ма друго е она што рече наблюдување. Тоа е сега тука има еден момент што е важен, самосвесност или свесност за емоциите. Во суштина емоционална интелигенција и емоционална зрелост не е поврзана со емоциите. Туку со свесноста за нив и свесна одлука што правам. Идејата што е? Да ти се појави коментарот, да го забележиш, да ти појави емоција, да забележиш емоцијата и свесно да одлучиш да не вратиш. Ама да се појави емоцијата. Значи, мок на нереагирање. Ке ти кажам пример од моје искуство. Јас сум имал периоди кога многу сум коментирал исто на Facebook. Сега ти му враќаш, уствари ти освестуваш дека после одредено време дека ти имаш проблем на работа, дома, не си докажан. И сега само таа емоција на некој те потиснува, нешто ти тера инат, те повлекува да ти емоцијата од другото место те бутне во реакција. Ние си собираме од друго место, па сега тука чекај да ти кажем кој сум ја, пошто таму кај што треба не можем да докажем кој сум ја. Луѓето се многу несвесни, имаат многу акумулирано емоции и реактивно од емоциите не разбираат дали е асоцијативно. Некој ме понижува, пошто ме понижуваат на работа, не сум разбран, сега у сообраќај чекај да видиш. Таа свесност за себе, за своите емоции, подготвеноста да останеш смирен, иако има емоција, да не изреагираш, дури да го разбереш другиот од кај иде, тебе те става на многу повисоко ниво на скалата на еволутивен развој. Не си реактивно суштество. Пошто јас можам, знаеш, нели, маркетинг, ќе појават убава жена, па ја не сум убава, и опки си купам тоа што ми барат, ама чекај, застави. Дали јас тоа незадоволство што го имам од своето тело треба да ме насочи кон да купам нова пудра или нова не знам што. Ние подигнувањето на својата свесност нас не става во позиција да не сме реактивни, кога ние не сме реактивни, тогаш можеме да управуваме и со себе и со другите, да се разбереме себе, дури своите слабости, да бидеме помеки кон себе, дури и кон другите. Тоа карањето е некаква фрустрација што си ја исполнуваме. Сега делот за токсичната околина, што создава токсична околина? Несвесни луѓе. Луѓе кои што не се свесни за своето ниво на самодоверба, за своите емоции, за емоциите на другите. И ни социјалните релации, ние тоа го
покажуваме, нели? Дај му мок, ќе видиш каков е. Ако некој што не е подготвен да биде шефа, го прави шеф, он ќе почне да се прави важен, да наметнува свое мислење, да реагира грубо, ќе се најде под притисок, нема да може да го хендла притисокот, ќе се однесува агресивно. Ќе се случат конфликти, ако не е способен да хендла конфликти, ќе го доживува лично дека него го контраат. Значи, генерално, несвесноста на луѓето, посебно на тие што водат, и на работењето нивно на себе. Знаеш, да бидеш лидер е да водиш одредена група е точка на еволутивен развој. Треба си способен да ги процениш луѓето, да ги видиш алгоритмите на нивните однесувања, можните комбинации како они би се однесувале меѓу себе, у тоа да имаш емпатија, да ги разбереш и полека да работиш со секој од нив, да поттикнеш развој кај секој од нив, да си ги види слабостите и полека тоа да се вкалапи. Не е тоа доминација, јас сум шеф, што ќе сакам тоа ќе правам. Ти можеш да направиш таков хаос ако ти не си доволно зрел. Така да генерално изворот на токсичноста се неквалитетни релации, недобар однос кон трансформација на конфликти, што обично е или од проблем луѓе кои што имаат послаба емоционална интелигенција или од шефови што имаат послаба емоционална интелигенција и недоволна самосвесност за да успеат да го вклопат тимот. Јасно. Емоционалната интелигенција, ти работиш со луѓе на овие теми. Да. Мислам со компании кои што им помагаш да и емотивно пораснати да се освестат и да се развиваат. И тоа е најголемиот шаблон кој што го гледаш во лидерството секогаш е причината за токсичноста? Не е тоа одвоено. Например, пак завршува со самосвесноста со своите емоции и со другите, меѓутоа може да се непоставени јасни цели, може да е нејасна структура, може да е неправилно делегирање. Значи, човекот, пошто под притисок не може, му доаѓа, на едно му кажува, на друго, после ги менува задачите, заборил на кого му кажува и станува хаос. Значи, не е само тоа, меѓутоа, таму почнува. Гледаме дека има некој незадоволство, сега да видиме што е. Не е јасна структурата, не се јасни улогите, не се јасни каналите на комуникација. Правиш муабет, гледаш што му е на човекот драйвот, од прилика. Дали он има емпатија за другите. Некојаш луѓето што се на позиција немаат реални цели. Сакам одма, сакам сега. Ајде да видиме реално дали е смарт целта. Така да тргнуваме од фрустрацијата од тоа што е насобрано, па после ќе излезат работите што си. Некогаш, дури еве и за семејства, луѓето немаат дома поставено ground rules за себе и за децата. Знаеш, децата се исто предизвик. Децата немат лимит. Ти мора да поставиш лимит. До тука, ќе плаче, па сега, тоа е, ти тогаш треба да му даеш емпатија. Така да, некогаш нема правила, нема структура, некогаш има проблематично однесување, меѓутоа дома, на работа, исто е. Треба самосвест, треба самокритичност, треба отварање на муабетите, треба конструктивен разговор и ќе излезе што е основата и полека треба ќе се работи на расчистување. Значи дома и на работа е практично комуникација и споделување на емоција, на ранливост, знаеш, да човек да не биде со гарти константно, нели, у боречки став, дека сега у еден момент ќе се бранам, у еден момент ќе напаѓам, туку да едноставно да се ослободи, да ги разбере емоциите, дека не се слабост, ако каже што чувствува. Со тоа што динамиката на работа е и дома е различна. Дома може на работа може да нема околина толку да покажеш ранливост. Тоаш веројатно треба да имаш само поголема контрола, бидејќи ако таму покажеш, а околината тоа го толкува како слабост, добро е да не го покажеш, ама тоа значи треба да компензираш дома за да разговараш со тоа и да знаеш како да се носиш. Позборувам за тие што не се на лидерски позиции. Некојаш лидерот предодредува, околината предодредува, културата во фирмата предодредува дека покажување слабост е не. Тоа ние сме тука јаки. Океј, гледаш дека тоа е шаблонот, ти требаат парите, ти треба таа работа, остануваш таму, океј. Меѓутоа дома е друга динамика. Дома мора да е отворено.
Мора да направиме релација со партнерот во која што ние нема да бидеме реактивни. И ќе биде окей да покажеме дека сме слаби, и дека ни е собрано, и дека ни е тешко, и дека поминуваме низ криза. Пошто ако не го кажеме и таму, и не добиеме подршка, кај оди тоа? Оди у депресија, оди у анксиозност, оди у... Пороци, можеби? Се што води кон несвесно хендлање на емоции. Си наоѓам дистракции, под тепих ставам и само како што правам хајд на постов, правам и хајд на сите други. Ама нема кај да бегаш. Да, на крај те стига. Нема кај да бегаш. На крајот таа релација не е функционална. Кога релацијата не е функционална, во еден момент ќе сема емоции, ќе што правам тука. И веќе нема среќа. Среќа не е идеална околност. Среќа е не идеална околност, нема правилна поставеност, комуникација и меѓусебна поддршка. Убаво е, станува убаво кога сме слаби и отворени. И кога другиот е тука со нас, свесен дека и он е слаб. Ама така заеднички поддржани стануваме појаки. Лазар, пошто зборуваме многу за односи, колеги и работа, мешаме едноставно нашиот живот е тоа. Деле, нели, кариера и креативно изразување, реализирање и така натаму со работа, деле односи дома. Постои ли рецепт за здрава кариера? Односно, треба ли и колку често човек треба да менува работни средини? Или колку често треба да менува кариера? Во смисла, сум бил, нели, и сум имал тајтал таков и таков, сум работел у одредена индустрија, сега се префрлам у сосема друга индустрија. Што значи тоа, да речеме, знаеш, дали има ризик на долг рок да таквото менување прерасне у ништо на крај да не направам? Или дали има можеби нема ризици, има бенефиции, дека ќе се развиваш на повеќе полиња, виугите ќе ти се развиваат, ќе одложиш можеби во иднина појава на деменција, Алцхаймер, знаеш, затоа што нели, учиме дека ако учиш нови вештини, ако се запишеш на гитара, ако се одиш на јазици учење и така натаму, тоа придонесува кон здравие ментално и на мозокот пред се. Каква е твојата филозофија и искуство, пошто реално ти си секојдневно обкружен со луѓе кои што имаат намери во кариера и во работа? Многу е важно да го најдеш тоа во што уживаш додека го правиш. Многу е важно. И постојат и начини како тоа да го направиш, да се истестираш себе си каков тип на човек си. Интроверт, екстроверт, сакаш повеќе математика, сакаш повеќе односи со луѓе, сакаш повеќе... Тоа што сакаш да го правиш. И тука лежи моментот да го поврземе со успех. Нема луѓе што се успешни, има луѓе што го сакаат тоа што го прават и само пошто го сакаат испорачуваат извореден резултат. А како знаеш што сакаш? Преку пробување? Да. Или преку навраќање негде, чекај као дете што сакав, пошто тоа навраќање као дете ми е. Мене ми е многу интересна кариерата. Јас имам завршено електро, ниска струја уште. После имам магистерски на компјутерска техника и информатика, па после прво воена академија, па магистерски на информатика, па после докторски на менеджмент и организацијско однесување. Јас цело време бев во контакт со себе дали тоа го сакам. Се запишав на магистерски, пошто нели у програмирање има пари. Ама јас кога почнав да го правам тоа, сватив дека не сум среќен. Дека седење на компјутер мене не ми прави кеф. Не значи дека на некој друг не му прави кеф. Јас сватив дека кога сум со луѓе, кога подучувам, кога правам коучинг, дека тоа е водата во која што јас сум риба. Тоа е она што јас го сакам. Наоѓање на тоа што го сакаш, е убаво се дали е повеќе во јас си ги сакам дневните обврски, или наоѓањето на тоа што го сакаме повеќе во импактот кој што мојата работа го прави. Што е
наоѓање на работата што ја сакам, импактот што ја прави работата или дневните обврски, затоа што види, еве, јас у се што сум, ова е прашање себично за мене. Јас сакам да си го одговорам. У се што ја на дневно ниво правам, да речеме FitKit мобилнава апликација, продуктиве Vero Ramstor кои што се носат, не знам, работата со клиенти која што веќе се помалку ја правам у помош за исхрана, пошто не сакам да бидам аматер, снемувам време. Тоа што мене, речеме, јас го сакам импактот, односно што мојата работа прави. Што прави? Прави луѓе кои што имаат поквалитетен живот, поздрав живот, поздрави индивидуи. Значи ти сакаш да им помагаш на луѓето да бидат поквалитетни и поздрави. Да. Ти прави тоа вака ми тука? прави, сега, ама од друг аспект, знаеш, има денови, одредени обврски кои што реално и не ми се омилени. Не ги сакам, ама ги правам затоа што сум свесен за придонесот и за импактот. И затоа ми е прашањето, знаеш, и некојаш знае да ми се појави некое такво глупаво прашање, леле, што правам ја? Го сакам ли ова? Ама, знаеш, одговорот секојаш ќе биде дека не го сакам, како може да сакам у магазин да редам роба, така. Ти не редиш у магазин роба, тука е моментот. Дали има мининг за тебе и дали тој мининг значење и дали тоа тебе те допира. Јас не држам обуки. Јас им помагам на луѓето да живеат посрекно и поуспешно. Добро. Значи, ауткамот е она што, вајда, пошто... Моментот е, знаеш... Резултатот. Видиш, што е, почнавме од таму, пак, она хипнозата за успех. Знаеш, кај нас како викаат, учи за да не работиш. Не. Најди ја работата што сакаш да ја работиш, за да уживаш цело време додека ја правиш. Парите ќе ти дојдат. Не може да те плати некој, ако ти не го правиш со кејф. Ако го правиш со кејф, како вика Стив Џобс, најди работата што ја сакаш и нема да работиш ниту еден ден, ќе уживаш. Да, тука има тежина. Да, сега треба магазини, па не знам што. Муабетот е следен. Животот е да оставиш трага, да смениш нешто, да видиш дека некој е поздрав и живее посрекно благодарение на твојот напор. Напор ќе има. Така. Ама ако ти ги сакаш животните и вака длабоко во тебе, природата те е направила да сакаш животни, биди ветеринар. Гледаш дека или работи нешто врзано со тоа. Да, иначе ќе ти биде некои крзнени суштества што смрдат, ги чистам и ги бришам изметот. Но ако тоа го сакаш, тоа тебе ти има смисла. Да, баш за оваа тема зборувавме со Феникс, домовиве за стари лица. Знаеш, доктор или грижа за стари лица, тоа е работа која што не може да мора да го сакаш тоа, не може да не постои има пари у ова. Можеш да барано е. Можеш да заглавиш. Има многу луѓе што заглавуваат. Има многу луѓе што заглавуваат. Таму има пари, оди таму. Меѓутоа нема ти никогаш да бидеш exceptional до тоа. Затоа што не го правиш со кејф. Не те возбудува, не ти прави, не сакаш да читнеш. Ти ако видиш на скролаш и ти се појави текст за личен развој, ја не го читам пошто ми е професија, интересно ми е. Да. Го читаш пошто е интересно. И тогаш ти стануваш експерт од тоа, експерт, го сакаш и го правиш со кејф. И тогаш луѓето чувствуваат дека ти си тоа. Некако ова со успехот таму кај што има пари одиме. Секаде има пари. Имаш ветеринари што заработуваат многу. Наплаќаат доволно затоа што работат најдобро. Имаш луѓе, сите, тоа треба да го сватиме. Не е поентата врв. Да си го најдеме тоа што го сакаме, да работиме на себе, да ги прифаќаме предизвиците како можности за себе развој и на крајот на денот, како викат, сите ги умреме. Парите да ќе се тука. Ама ако ти низ процесот си уживал, си пораснал, си помогнал на себе, на другите, ќе има смисла, парите окей, тука биле. Да. Помогнале да е полесно или не, ама тука лежи пресвртот што треба се направи. Значи здрава кариера, по ова што го зборуваме, мене ми прави логика дека е пробуваш, можеби менуваш работни места, менуваш кариери до моментот додека не разбереш што ти прави возбуда да истражуваш и да, знаеш, која тема ти прави возбуда да ја читаш и да бидеш обкружен Може би не е правиот термин возбуда. Ти има значење, ти има смисла, сакаш да го правиш, додека го правиш, осеќаш дека оставаш импакт, дека сакам да помагам на луѓе, помагам на луѓе, јас сум не е тоа она excitement среќа, туку некакво спокој внатрешен. Има смисла.
Мојот живот има смисла. Ќе добиам фидбек од некој клиент, тој е подобро, или го гледаш напреднал, или поинаков е посреќен. Тоа е. Тоа. За тоа постиш парите, окей, ќе плати. Ќе платат. Кај да е, сите ќе платат на некој ниво. Да. Ама ти гледаш смисла. Толку. Лазар, сигурно концептот имаше работи што не ги допревме од тоа што ми беше план, ама тоа е показател дека имало смисла ова и дека сме оставиле да тече и фала ти за времето. Јас сум убеден дека ќе имаме уште неколку епизоди од подкастов и дека ќе носиме вредност на луѓето. За што е она што би сакал на кое кажа дека има животно мото на почетокот, но што е она што секој дневно и на секоја обука не испушташ да им го кажеш на луѓето како порака и трага што сакаш да им одзвонува од тебе. Две работи. Прво, борец не жртва. Став на борец кон работите. Што и да се случува, ти ја носиш одговорноста, преземаш и се обидуваш себе да се менуваш. Лесно е да влезеш во жртви и да се жалиш. Значи, прифати го животот како предизвик и се што доаѓа, ти си одговорен да најдеш начин да се справиш со него. Тоа е едната работа. Втората работа, таргети на успех и на среќа. Не само успех. Да, како борец, бори се да постигнуваш напредок, да растеш, да си. Меѓутоа и внатрешно да си среќен. И ако тие две работи тогаш се отвара огромно поле за развој. И тогаш учиш. Што и да се случува, нема жалење, прифаќам, окей, како да сум среќен ова, како да научам нешто, како да сменам. И после животот станува можно за учење. Се што се случува, гледаш кој можно за учење. Тоа се двете работи кои што се основата за да може да почне да се врти тркалото и да работиш на себе и да помагаш на другите. Така. И одлична завршница, Да. За да им звони и на гледачите и слушателите. Фала ти уште еднаш. Фала ти на можноста, се надевам дека ги инспириравме. Им посакувам да влезат во тие две улоги. Борец и целта ми е успех и среќа. Одлично е ова што го правиш. Фала ти. Фала и на Поздрав. Поздрав.